Добро вечер. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 44 годишниот скопјанец кој ги запали возилата пред бугарската амбасада во Скопје. На критичниот ден тој излегол од дома, се качил во автобус и дошол во центар, па од бензинската пумпа во близина на бугарската амбасада наполнил бензин во пластично шише. Потоа ја преминал улицата и се доближил до двете паркирани дипломатски возила во сопственост на амбасадата, кој ги полеал со бензин и ги запалил со запалка. Веднаш откако го предизвикал опожарувањето, го напуштил местото на настанот. Имајќи го предвид видот, карактерот и тежината на предметното кривично дело, фактот што било извршено врз две дипломатски возила напладне во центарот на Скопје, во период кога фреквенцијата на луѓе и возила во овој дел на градот е голема, јавниот обвинител оцени дека постојат очигледни околности што укажуваат дека постојат услови за определување на мерката притвор и предложи на судот да определи таква мерка за обезбедување во текот на постапката, велат од обвинителството. А вршителот на должноста амбасадор на Македонија во Софија денеска бил повикан во Бугарското Министерство за надворешни работи во врска со палењето на двата автомобила на амбасадата на Бугарија во Скопје. Како што информира од бугарското МНР, заменик министерот за надворешни работи Христо Полендаков нагласил дека Бугарија најостро го осудува овој, како што го нарекол, демонстративен чин на агресија, кој ги довел во опасност здравјето и животот на вработените во бугарската амбасада, како и на жителите на главниот град на Македонија. Полендаков додал и дека секој обид за ширење страв кон бугарите во Македонија е неприфатлив за нив, соопшти од бугарското МНР. Европскиот парламент на пленарната седница во Страсбург го разгледа извештајот за напредокот на Македонија, чие гласање е закажано за утре напладне. Во дебатата претежно доминираше темата која бугарските европратеници ја покренаа за палењето на автомобилите пред бугарската амбасада во Скопје, но и нивните критики за евроинтегративниот пат на земјава. Известувачот Томас Вајц пак ја повика Европската унија да испорача на истиот начин како што Македонија ги направила сите потребни реформи, но и барања за членство. Со оценката на Вајц се согласи еврокомесарката за проширување Марта Кос. Во продолжение дел од дебатата во Европскиот парламент. Macedonia was a front runner already with Slovenia 20 years ago. And we have to say, yes, the country didn't do the reforms as fast as possible, but we also have to say that we from the European Union have given promises that we were not able to hold. And I agree with you, Mr. Weitz. If they are delivering, we should deliver too. Once we have given the candidate status, it's commitment also from our side. Очевидно е, че Република Северна Македония не може да гарантира сигурността на дипломатите на държавите членки на Съюза. Гражданите на страната заслужават по-добро бъдеще, но то минава през реални реформи, върховенство на закона и уважение към правата на всички общности. Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и изостава сериозно, търсейки креативни решения, в кавички, за да не изпълни поетите ангажименти. Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България. Тази политика подхранва езика на омраза, нетърпимост и дискриминация към българите, което е несъвместимо с европейските ценности. Е крайно време да осъдим античовешката идеология на македонизма и да защитим правата на българите там. Такава Северна Македония няма място в Европейския съюз, докато не извърши нужните реформи. And I would never dare to question the identity of my neighboring country. Never. I would never dare to question Bulgarian identity just because you were 500 years under Ottoman rule. Владата најави нова инвестиција вредна 20 милиони евра со очекувани 500 вработувања на турската компанија Javo Automotive во Тирстетово. Премиерот Мицкоски информираше дека станува збор за компанија која доаѓа од индустријата за автомобилска опрема и безбедносни производи. Повеќе од Маја Стојановска.
Околу 500 нови работни места се очекува да бидат отворени со новата странска инвестиција од турската компанија Javo Automotive во Тирстетово, вредна околу 21 милион евра. Премиерот Христијан Мицкоски информираше дека официјалниот договор за државна поддршка е веќе потпишан и дека фабриката треба да започне со работа до крајот на септември. Уверува дека нема да се повтори случајот со најавената инвестиција од претходната влада за производство на мали електрични автомобили што не се реализираше. Со сиот свој кредибилитет гарантирам дека официјалниот старт на производството ќе започне некаде крајот на септември. Договорот за помош од страна на владата е поминат на владина седница, така што апсолутно да нема никој дилема. Разликата помеѓу марихуана владата, односно владата на СДСМ и ДУИ и оваа влада е голема, тоа го покажуваат делата. Во периодот кој што следи очекувам неколку десетици такви потенцијални инвестиции кои што ќе се операционализираат. Претседателот Ердоган лично ми кажа дека ќе се заложи за што поголем број турски инвеститори да дојдат кај нас овде во Македонија. Инаку новата инвестиција во Тирстетово доаѓа од турска компанија која работи во автомобилската индустрија и се занимава со производство на безбедносни системи, контролни кабли и електрични инсталации за водечки светски производители на автомобили. Нивни представници беа присутни на пресконференцијата, но немаа свое обраќање. Директорот на Тирстетово Гоце Димовски нагласи дека интересот за инвестирање во зоната во Тетово расте и дека компаниите кои веќе работат таму продолжуваат да ги прошируваат своите капацитети. Продолжуваме со активниот пристап кон привлекување нови инвестиции, но и кон поддршка на сите компании кои веќе инвестираат и создаваат нова вредност во македонската економија. Наш приоритет е да обезбедиме услови за одржлив економски раст преку поддршка на инвестиции кои создават додадена вредност, генерираат извоз и отворат добро платени работни места. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши оцени дека новата инвестиција е резултат на напорите за привлекување странски капитал и создавање поволна бизнис клима во Македонија. Тој посочи дека компанијата планира годишен извоз од околу 45 милиони евра, што ќе придонесе за подобрување на извозните перформанси на државата и дополнителен раст на индустриското производство. Внимавајте, се шири нова шема на меѓународен криминал. Преку злоупотреба на огласи за продажба на користени работи се извлекуваат пари на граѓаните кои се наведуваат на лажна страница за карго транспорт, која е речиси идентична со вистинската. Деталите од Дејан Трајковски. Нова шема на измами ги демне граѓаните. Понаа со лажните сообраќајни несреќи, измамниците најдоа нова метода да излечат пари од джебот на граѓаните, односно сега злоупотребуваат огласи за продажба на користени работи. Последната жртва која се пожали до Канал 5 ни посочи дека огласила детско седиште за во возило, пошто и се јавила наводна купувачка од Крушево на Вибер, испраќајки линк од лажна страница за карго преку кој наводно и ги испраќа парите и каде оштетената треба да ја наведе трансакцијска сметка за да може да ги преземе средствата. Од наводно безбедносни причини на оштетената и било побарано и да ја наведе состојбата на сметката, но во позадина и се повлекла наведената сума. Страницата изгледаше сосема легитимно, побара податоци од картичката, ова преку веб страницата, под изговор дека е потребна безбедносна верификација. Јас во случајот мислев дека примам пари, но наместо тоа ми беа земени пари и префрлени преку Western Union, Виена. Откако забележала дека станува збор за измама, оштетената граѓанка веднаш се обратила во полициска станица и во матичната НЛБ банка. На полицијата оваа меѓународна измамничка шема, а и наводниот купувач веќе им биле познати од други случаи, но првенствено и рекле да се обиде да ги врати средствата преку банка, оти биле резервирани, не и реализирани. Она што е најапсурдно, значи парите во овој момент се уште кај мене стојат како резервирани, не се конечно реализирани. Значи постои прозорец за да може да се преземе некаква акција. Доволно банката, полицијата, Western Union во еден момент да соработуваат и трансакцијата да може да се блокира, ама таа соработка очигледно не се случува.
се остава граѓанинот сам да ги обиколи сите институции, сам да го реши она што е институционална одговорност. Од МВР за Канал 5 велат дека во последните месеци добиле 12 пријави за измама на интернет при продажба и дека по истите преземаат мерки за расчистување, а известено и јавното обвинителство и меѓународната полиција. Преку Интерпол се испратени барања за секоја пријава, бидејќи се работи за странски броеви од кои се контактирани граѓаните. И исто така лажната веб страна е хостирана на странски сервер. Поради тоа се уште се чека одговор на одредени барања преку Интерпол со цел откривање на потенцијалната криминална група, која врши фишинг измами на многу софистициран начин. Од НЛБ пак посочуваат дека двојната автентификација представува дополнителен безбедносен механизам во кој и покрај иницирањето на трансакцијата се бара и потврда на нејзино извршување од самиот клиент преку посебен сигурносен чекор. Оттаму апелираат клиентите да бидат особено внимателни при користење на дигиталните услуги и да не ги споделуваат сигурносните кориснички обележја на платежните инструменти. Во случај кога клиентот самостојно ќе потврди трансакцијата преку предвидените безбедносни чекори, таа согласно законската регулатива и договорната документација се смета за авторизирана, а можностите на банката за нејзиното запирање се ограничени согласно правилата на картичните платежни шеми. Измамниците на лажната страница Cargo Express Global која ја користат го злоупотребуваат логото на вистинската компанија Cargo Express МК, од каде за Канал 5 телефонски посочија дека и други граѓани им се пожалиле и дека неколку пати и тие самите пријавиле во полиција. Со оваа информација ги завршуваме вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно.